пациентите, обично вие што се полидозните препарати, како може би да се вклучат во секојдневието на пациентите, а како можеме да ги вклучиме монодозните? Фармацевската индустрија во суштина е доста развиена и размислува на многу елементи, меѓу кои што и како да му пружи опции на корисникот, на пациентот во случајов, а и на самиот аптекар, да му понуди на соодветно решение за практично за секој пациент, па заради тоа имаме и различни форми. Сите си имаат одредена предност и одреден недостаток, иако нормално ние како фармацевти, особено вие фармацевти во аптека, веројатно имате и некои преференции од стручен агол, што би дале. Генерално, кога зборуваме за полидозни форми, поготово капки и спрееви, најдобрата предност во овој случај што имаат е што пациентот во соработка со фармацевтот или лекарот во некоја ситуација може да ја титрира, да ја подесува дозата. Оно што е интересно кај CBD препаратите и кај други препарати во суштина, не е ексклузивно за CBD се разбира, е дека понекогаш ние не знаеме да ја погодиме од прва идеалната доза. Значи ние по правило треба да стартуваме од најниската можна доза и тоа е многу згодно као овие препарати. Ти си купил едно шишенце со капалка или со спреј, почнуваш со едно или две прскања зависно по упатство и од концентрацијата која што имаме. Меѓутоа, за да го достигнеме ефектот, можеби кај одредени пациенти ќе требаат 3, 4, 5. Значи, нас ни треба еден процес на титрација, на подесување на дозата која што можеби трае и повеќе денови. Во таа смисла, овие полидозни препарати имаат таква предност. Може да бидат и сирупи и така натака. Монодозните препарати, генерално, гледано од мој аспект, ми се умилени и подобри, може би од машки аспект гледано, бидејќи се попрактични. Тука веројатноста за грешка е многу мала. Знаеме која доза ја зијаме еднаш во точно одредено време, веројатно бидејќи ова е природен препарат, да не заборавиме, значи тој со текот на времето како и секој друг ќе губи од концентрацијата, ќе губи од активните супстанции, мислам, тоа важи и за лекови, кои што се пакувани во, секогаш велам, ако зимате сирупи или нешто друго, испијте ги до крај, нема да ги чувате. Не добиваме ништо со тоа. Стабилноста ќе се намали, не знаеме колку имаме после некое време. Истата ситуација е и овде. Монодозен препарат гарантира иста доза, еквивалентна во рокот на време траење, гарантира многу подобра хигиена, нема да успееме да го загадиме за разлика од сирупите кои што се под ризик, значи со тие шприцеви и така натака, и гарантира дека пациентот нема да погреши дали избирал точно 10 капки, 9 капки, дали капката, аголот под која што ја стават. Зборуваме за можеби едноставни проблеми, а не за едноставни кога треба да имаме прецизно дозирање. Така да, кога зборуваме од овој аспект, од аспект на титрација, од аспект на можеби економска некоја логика на пациентов, згодни се полидознија препарати. Ако зборуваме за квалитет, за константна доза, за хигиена, за сигурност, за рок, монодозните препарати секако дека имаат предност. Така да, ако може да дефинирам, може и полидозните препарати се добри додека да ја дефинираме дозава и за пациент што не ја знае, оној што си ја знае дозата или кај што веќе сме одредиле, монодозен препарат има апсолутно предност.